Добра вечер, почитувани гледачи. Велат човек прави, но човек и расипува. Природата ни дала едно огромно богатство, непроценливо, а дали ние со нашата негрижа може да го доведеме неговото постојање во прашање. Станува збор за Охридското езеро, со кое што сите ние, и охриѓани, и македонците, и пошироко се гордееме, но деновиве актуелна тема, за жал, заради намаленото ниво и тоа многу под она дозволена кота. На оваа тема вечерва под лупа со доктор Трајче Талевски, представник од Хидробиолошкиот завод во Охрид. Добре дојдовте во лупа. Добре ве најдов. Доктор Талевски, долги години сте во Хидробиолошкиот завод, 30 веќе, 30-тина, може би повеќе, и будно ги следите сите случувања што се во Охридското езеро. И сега, еве, можам и да речам дека вие сте тие кои што кренавте глас први за ова што ни се случува моментално со езерото. Котата е навистина многу под она дозволеното и тоа веќе известно време, полека, но сигурно езерото се повлекува. За што станува збор и како тоа ќе се одрази на живиот свет во него? Котите на Охридско езеро се дефинирани многу одамна. Значи, постојат 3 коти над кои што би било пожелно да не се оди ни над нив, ни под нив. Именно максималната кота која што е зацртана по закон е 693,75 метри. Она кота што се смета како биолошки минимум, тоа е 693,17 и најдобро е до тука да се спушта Охридското езеро, ништо подолу, и кота која што е предвидена за евентуални хаварии кој што би се случило или на затварачот или на некои други делови на системот во Охрид Рим системот, 693,10. За добра информација на граѓаните на Охрид, на пристаниште беше пред една година, мислам, поставена табла, информациона табла, на кој што можеше се отчитаат или се уште се отчитуваат температурата на воздухот, температурата на водата, времето и нивото на водата. Значи, подолго време, од после нова година, нивото на водата варираше, меѓутоа варираше прво под природната дозволена кота и се спушти некаде под она што е законски дозволената кота, под која што не сме никако водата да се намали на нивото. Така. Вие, бидејќи будно следите се она што се случува во езерото, тоа е ваша и професионална определба, но и како човек, значи влюбеник сте во езерото, како и сите ние. Ми рековте дека уште некаде кај Божик сте заприметиле дека водата така наголемо се повлекува. Посебно тоа се приметува во крайбрежниот дел покејот. И од тогаш па наваму, еве, дојдовме до оваа ситуација да стане веќе состојбата и алармантна. Па да, некаде, пошто често, да не речам секој ден или секој навечер, као и сите или поголем број на охриѓани, излегуваме покрај езеро и шетаме. И се случуваше уште некаде од средината на декември намалување на нивото, кое што исто така продолжи и во јануари. Така да, баш по некоја евиденција што ја водам, приватна, лична евиденција, некаде, мислам дека околу божичните празници, 7 и 8 јануари, веќе котата беше 2 сантиметри под законскиот минимум. Така да... Почувствувавте ли тогаш некаква загриженост или мислевте дека тоа ќе го видат оние кои што се задолжени за регулација на езерото и ќе преземат мерки? Па со оглед дека управата на Дримските централи се наоѓа во Струга, и предпоставувам и дека стружани често шетаат околу, тоа што сепак испуството на Дрим е атрактивен дел, дека некој ќе види всушност не мора ни да се види кота, значи може само оптички да се види и со голо око да се види дека нешто чудно се случува или нешто што не е вообичаено. Така да очекував едно, да не речам, 10 дена да се случи, меѓутоа не се случи, па така нека минатата недела испратив аларм, мислам, по социјалните мрежи, така да после некој го презеда, некој штампа, одредени невладини организации го актуализираат тоа и после тоа и одредени печатени и електронски медиуми. Така да во крајна линија се креда некоја
бука, да речем, после тоа. Така. Сега од управата за хидрометеоролошки работи секојдневно се задолжени да го мерат нивото на водата во езерото. Но и тука настана некои недоречености, некои нелогичности, затоа што параметрите што ги покажува оние бројки на панелот кој што е поставен на кај крајбрежието на езерото, во близина на некогашната стара библиотека, покажува нешто поинакво од она што беше мерено на летвата која што се наоѓа во самата вода на езерото. Значи, тука дојде до некоја забуна, но за да не го прераскажувам тоа, ќе погледнеме сега еден прилог кој што го работевме понеделникот, кога екипи од УХМР стигнаа на брегот на езерото, после сите овие апели и реакции од јавноста, за да видат за што станува збор. Ќе го видиме прилогот, па ќе коментираме. Нивото на Охридското езеро е минус 11 сантиметри под дозволената кота, која изнесува 693,10. Дозволениот максимален минимум е 693,07 или минус 7 сантиметри од најниската кота, што значи дека сега дури за 4 сантиметри нивото е пониско од минимумот. Ова се најновите податоци од УХМР, од каде екипи на хидролози денес беа на лице место да го мерат нивото на езерото. Добро што јавноста реагира. Ние како управа за хидрометеоролошки работи сме на лице место, го потврдуваме дека има низок водостој и дека треба внимателно да се испушта водата од езерото кај Струга. Значи тука сега Елем е на потек, нормално треба да преземат затварање на испустот кај Струга, за да може нивото на езерото да дојде до оној реално дозволениот минимален. Од УХМР укажуваат дека Елем треба крајно сериозно да ја свати состојбата со нивото на езерото, бидејќи ова била исклучително сушна зима, посебно декември, кога речиси да немаше врнежи од дожд. Врнежите од снег се уште не се топат поради ниските температури, па не може да се очекува дека по природен пат езерото за брзо време ќе се наполни, а и реките, изворите и потоците во зимскиот период немаат голема издашност, објаснува Стојов. Елем е обврзана самата да врши мониторинг на езерото и на реката Црн Дрим, меѓутоа ние сме тука како една контролна институција која го следи нивото на езерото. Значи, ние секојдневно испраќаме информација, но за жал ќе повторам дека утврдено е дека има грешка во последните информации од неколку дена, затоа што на самата водомерна летва забележавме мов кој очигледно била препрека за добро читање на нашиот наблюдувач. Водостојот на езерото е понизок од податоците кои УХМР ги добивала од наблюдувачот, односно читачот на водомерната летва. Денес екипите од УХМР ги заменија водомерните летви за во иднина да нема вакви пропусти, а апелираат и до граѓаните доколку забележат некакви промени во езерото да се алармира до надлежните институции. И на електронската табла или панелот на пристаништето на кој се прикажуваат податоците за температурата на водата и нивото на водата во езерото, од пред известно време биле покажувани погрешни параметри. Водостојот на езерото е минус 11, а на панелот покажувало минус 17. Такви грешки се можни бидејќи мерењето не е физичко, туку преку импулси, кои можат да направат проблем во софтверот на отчитувањето, каде што е сондата за мерење на нивото на водата имало многу наноси од песок кои влијаеле на импулсите кои биле праќани до софтверот. Информативната табла, доколку не биде поправена, ќе биде заменета со нова, а до тогаш се молат граѓаните да не се базираат на тие податоци. Доктор Талевски, и ние гледачите уште еднаш го видовме и се подсетивме на овој прилог. Мене се уште не ми е јасно како може да ни се случуваат вакви пропусти. И мене не ми е јасно, меѓутоа ова сакам да го кажам. Ако електростопанство, односно електрани на Македонија, имаат свој систем за мониторирање на водите, најверојатно имаат, предпоставувам дека имаат или би требало да имаат и водомерна лента за нивото кој што или некако си мераш за нивото на водата во Охридското езеро, пошто тие се сепак една компанија која што е, како што се представуваат, одговорна компанија. Меѓутоа, со последниот случај со доведување на нивото на водата од Охридско езеро под законскиот минимум,
човек треба едноставно да се сомнева во нивната одговорност едноставно кон Охридското езеро. Повикавме гостини од Елем на Македонија, значи требаше да пристигне директорот на хидроцентрали Црн Дрим, но моментално користел годишен одмор и ни беше ветено дека во наредната лупа ќе имаме представник од таму, па да слушнеме што имаат и тие да ни кажат, за да добиеме една целосна слика и се за добро на езерото и да не ни се случуваат во идни на вакви пропусти. Дали вие во вашето долгогодишно и работно и животно искуство паметите нивото на водата во езерото да стигнала до овој минимум? Па и според она што се читаше и на мерната лента, и тоа и на дисплејот на тоа е најверојатно конзулат на Република Турција, мислам таа куќа, што е ставена тој панел. Значи, и да е така, како што кажуваат, значи сепак е тоа некаде околу 4 см или 5 см за пониско од законски дозволената кота. Тоа е недозволиво пред се ради тоа што тоа не е нешто на што настанало преку ноќ. Тоа е водата експлоатирана со според некои математики, значи од Охридско езеро при полна работа на Гловочица со 50 кубни метри во секунда да истекува низ Дрим, езерото би требало да се намалува некаде 1 сантим. Значи тие работат под оној биолошки минимум, што е 693,17, значи тие работеле 2 или 3 недели со максимален капацитет или како што викаат работеле со некој намален капацитет на водата, на истекот, значи можеби месец и пол дена ја злоупотребувале водата од Охридско езеро или го злоупотребувале Охридско езеро за производство на електрична енергија. И ова, се извинувам, уште ова, значи ова, барем према литературни податоци, ова најниска кота забележана досега на Охридско езеро, од кога се мери со летви, со такви мерни инструменти Охридското езеро. Така. Од Елем ни тврдеа дека 7 метри кубни во секунда се испуштала вода од Охридското езеро досега, а од понеделникот таа количина сведоа на некој биолошки минимум кој изнесувал 3,5 до 4 метри кубни во секунда, со објаснување дека мора значи да се задржи тој биолошки минимум за да може да опстојува живиот свет во реката Црн Дрим. Вие велите дека според ваши видувања дека не било тоа толку, туку се испуштало многу повеќе вода за да дојдеме до ова ниво на езерото. Гловочица има, се извинувам, два агрегати кои што се по 25 кубни метри во секунда. Значи, за да биде рентабилна работата на Гловочица, значи низ еден агрегат мора да поминуваат, односно да биде искористуван со 25 кубни метри во секунда. Најверојатно за да работи еден од нив требало да одземаат вода, односно да испуштат вода и од акумулацијата Гловочица. Значи можеби во одредени во последниве откако се алармира, откако јавност алармира, можеби го намалиле протокот, меѓутоа искрено да ви кажам во последните фотографии кои што ги имаме ние како здружение или лични или оние што ги имам добивано од за загрижени граѓани, сите талпи или затварачи на Дрим се беа повлечени, односно беа тргнати. Значи комплетно беше отворот беше комплетно отворен, така да водата несметано излегуваше. 7 метри вода во секунда да излегува на отворен и скрос отворен. Малце не ми е логично. Така. Колку време ќе биде потребно за да дојде езерото до ова нормално ниво, значи тој оптимален некој минимум кој што не можеме да очекуваме нешто многу повеќе, затоа што да земеме во предвид дека имавме доста сушна зима, како што слушнавме. Најавени се некои врнежи од дожд, но не знаеме во колкава количина ќе бидат, а и времето е уште релативно ладно за да се стопи снегот кој што е по планините. Значи уште колку време ќе ни треба за езерото да се врати во некаква нормала? Па при вакви климатски услови како што се во моментот, мислам прво да се достигне оној законски минимум, че треба најмалце 2 недели, а да се достигне природен минимум, значи кој што е као најниска кота под која што не би требало да се одрази на растителните и животинскиот свет во езерото, јас не верувам дека до некаде до април-мај ќе се стабилизира состојбата. И што ќе се случува до тогаш со биодиверзитетот во езерото? Па веќе се случува, ради тоа што
последниве, не речам 3-4 дена, бев доста активен. Мислам бев и Струга, и Поградец, и покрај езеро, денеска и во блатото. Да им го честитам на сите, денеска е ден на блатните екосистеми. Малце заборавив на почетокот. И во блатото, значи, секаде има одредени негативни последици. Ако почнеме да дискутираме за негативните последици што ги имаат овие спуштања, вакви и нагли и драстични спуштања на водата, можеме да констатираме дека врз целиот растителни и животински свет има негативни последици или веќе има. Што е оно нешто што е ендемично и ретко, кое што живее баш во тој литоралниот дел од езерото, кое што можеме и да го изгубиме вака со вакви осцилации на водата? Најлошото или најдоброто е што целиот поголем број од ендемичните видови се наоѓаат во литоралот. Значи во една рака е добро тоа што се достапни за истражување, во друга рака се од вакви непаметни или малце некој посоодветен збор некоректен однос према езерото се случуваат, па тогаш најповеќе настрадуваат тие. Ако тргнеме од сите оние по некои скалила, да речем, значи има одрази на физичко-хемиските карактеристики на водата, ради тоа што имате намален волумен, дотокот на нечистите води е ист, значи немаме намалување, него имаме езерото има намален волумен, значи поголем број на влијание врз физичко-хемиските својства на водата. Имаме при оплитнувањето имаме контакт со тињата, кој што сепак има во неа има и различни микроорганизми, фекални заостатоци од фекали или фекално тло, дно, кој што при најмало движење на водата ќе се изврши мешање на тие делови на водата со тињата и така и на тој начин водата ќе се промени квалитетот на водата. Значи бистрината се намалува. Да, и бистрината и квалитетот на водата, така да во крајбрежјето при еден поголем југ или север ќе имаме драстична промена на квалитетот на водата. Ме интересира дали имате некакво сознание кој го контролира ЕЛЕМ, колку вода испушта, значи имаме ли некое тело кое што врши контрола, мониторинг врз сето тоа, затоа што секогаш не можеме да оставиме само на свеста на некого, дали на поединец, дали на компанија или на институција или што и да е. Значи мора да имаме некаква контрола. Кој е тоа тело што контролира што се случува? Најверојатно е само контролата на ЕЛЕМ. Не знам, во моментов е најверојатно така, и тоа што ако имаше некаква контрола од страна на органите на државата, значи тука би требало да реагира инспекторот за водостопанство, инспектор за животна или инспекторат за животна средина, инспекторат за земјоделие, шумарство и водостопанство. Значи поголем број, Охридското езеро е во надлежност на повеќе министерства во државата. Чудно е што никој не изреагирал на вака драстично намаленото ниво на езерото. Јавната национална установа Хидробиолошки завод веќе прати значи еден допис за да се стопира испуштањето на вода. Вашите колеги исто така се живо заинтересирани што се случува со езерото и колку се слуша вашиот глас. Значи колку сте почитувани и земено во обзир она што го кажувате како научна институција, бидејќи вие сте тие кои што треба да кажат колку е тоа штетно за сето она што е живот во езерото. Па одма вечерта после интервјуто што ги имаше дадено раководителот на Хидробиолошки завод, значи тоа беше некаде околу 5 на една од телевизиите, националните телевизии, одма ЕЛЕМ се огласи дека и се разбира после овие изјави на представниците од управата за хидрометеоролошки работи, ЕЛЕМ се огласи одма со изјава дека ќе го стопира истекот на низ Дрим, така да се надевам дека и апелот и како да речеме острата реакција од Хидробиолошки завод влијаеше на тоа да ЕЛЕМ ги преземе ваквите чекори. Се сеќавам јас дека и друг пат ни се случувале вакви ситуации, но не до толкава мера.
И сега ќе си земам за право да кажам дека некако не извлекуваме поуки. Значи, се алармирало и тогаш, знам дека и вие лично и како институција и тогаш пред неколку години имавме слична ситуација, реагиравте, повторно се сугерираше до ЕЛЕМ да повеќе да се позанимава со таа регулација кај Црн Дрим, но еве, неколку години после тоа, слична ситуација е уште полоша. Па најверојатно производство на електрична енергија е доста добар бизнис. И Охридското езеро е добар снабдувач со вода на дримските централи, така да во ера кога треба да се избира меѓу ендемизмот на Охрид и производството на струја, некои ја одбираат струјата, производство на електрична енергија. Некои работи нема цена. Охридското езеро нема цена, меѓутоа изгледа поскапа е цената или подобра е цената на електричната енергија за поедини луѓе. Запрашав јас, кога бев во контакт со представници од ЕЛЕМ, дали испуштањето на водата од Охридското езеро е само за наши потреби, значи на нашата држава за производство на електрична енергија или за Албанија, и тие категорично рекоа дека не, во никој случај не се испушта вода за потребите на Албанија. Знаеме дека и за потребите на Албанија испуштаме дел од водата. Каде е тука вистината? Па добро, значи не можеме да ја донесеме, водата прво ја искористуваме ние. Так. Прво ја искористуваме ние Гловочица и Шпилје, а потоа на Дрим има изградено уште 4 хидроцентрали на албанска територија, така да искористувањето на водата е взаем. Значи тоа е сето регулирано со меѓудржавни договори. Ништо не може, значи тоа е сепак е и Охридското езеро и реката Дрим е трансгранична. Значи мора да има меѓудржавни договори за да имаме одредено испуштање на вода. Во Албанија состојбата со Дрим некојаш доаѓа и во многу лоша состојба, односно населението, да речеме, особено градот Скадар и сите населби што се потечени на Дрим. Имаме при висок водостој на Дрим, имаме излевање и поплавување на речиси целиот град. Така да тоа мора, значи Дрим се регулира со некои меѓудржавни договори порано помеѓу Југославија и Албанија, сега меѓу Република Македонија. Значи да се разбереме дека мора да има регулација на езерото, тоа си стои, но тие како што кажувате меѓудржавни договори, колку се корисни за нас, а колку се штетни. Можеби тоа треба да се преиспита што стои во тие договори, затоа што ако сме обврзани да се испушта одредена количина на вода, а не е во можност езерото, значи нема толков капацитет затоа што тоа е природен екосистем и зависи водостојот од многу други фактори. Значи не можеме да кажеме дека секогаш ќе имаме едно ниво на водата, значи таа е варијабилна. Тогаш треба тоа нешто да се ревидира, да се види како се поставени работите во тие договори, што стои во нив. Искам да кажам, не знам, меѓутоа албанската страна или Албанија како држава многу полага на изградбата на електрични хидроцентрали, дури и одредени реки ги злоупотребува. Имаат многу брзи, многу кратки реки, и тоа што брегот е доста близу од на Јадран до нивните планини од каде што се создаваат тие реки, мислам тие бујци, имаат широки корита и доста имаат ја употребуваат водата за производство на електрична енергија. Дрим како заедничка река е исто така во поедини години или во поедини децении доста брза, доста носи големо количество на вода. Мислам за гледачите еден непознат факт, Дрим порано не се ни вливал во Бојана. Значи некаде пред 150 години имало некоја големо невреме, па Дрим го променил својот тек. И сега постојат две реки во Албанија. Едната која што оди пред градот Лече се делат. Едната оди во Јадранско море, некаде 30 на 40 километри по-јужно отколку што е вливот на реката Бојана во кој што се влива Дрим. Тогаш настанало и мешање на целокупната флора и фауна од Охрид или од Дрим системот со флората и фауната од Скадар. Значи, така да Дрим е така како што е. Значи, мора да се скроти, али мора и да се искористи. Така. Не можеме против природата, но и да не го уништуваме она што таа ни го дала. Малку тука ќе ве одморам, имаме пауза за реклами, па продолжуваме. Во ред.
Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални Саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица. Millions of people around the world believe we have been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And if so, what if there were clues left behind, sometimes hiding in plain sight? What if we could find the evidence?
Доктор Талевски, ние нашиот разговор зад камерите го продолживме, само за гледачите малку одмор и пауза имавме. Продолжуваме на тема нивото на водата во Охридското езеро, она што сите нас не загрижи, и институциите, и јавноста, и граѓаните, значи навистина една неубава слика кога ќе се шетаме по кеот на езерото, затоа што некои од помладите не ни паметат вакво нешто и некако дури жалосно изгледа самото езеро, така испразнето. Дали тоа се должи на човечка негрижа и неодговорност или на нешто друго, за тоа всушност и разговараме во оваа емисија Под лупа. И како што реков, не само што е неубава слика, туку ќе има и последици, посебно по живиот свет во езерото. Малку начнавме во првиот дел, но ајде малку по-конкретно, кои се растенија и животни живеат во тој дел кои што може да бидат загрозени, затоа што рековте дека во најдобар случај, сега да немаме веќе испуштање на водата од езерото, ќе ни треба уште 2-3 месеци за да тоа се врати во некоја нормала, во некој нормален минимум, а ни доаѓа и летото, знаеме дека во летниот период поради високите температури имаме и поголемо испарување на водата. Да. Најлошото и во првиот дел од емисијата реколме дека е најповеќе оштетен литоралниот дел, значи оној што е од нула или од бреговата линија, од самата брегова линија па некаде до 50-70 сантими во длабочина. Тој или до метар длабочина всушност е најживиот дел на езерото. Значи тука е и макрофитска вегетација, и фитопланктон, и зоопланктон, и фауната на дното, и рибите. Значи сето е тоа на сите овие организми, тоа е еден дел од нивната животна средина. А и храна е тоа за другите, да, пак. И храна за другите. И така, значи природата не е систем кој што е замрзнат, него таа е динамична и кружи материјата и енергијата во екосистемот. Некој ќе рече, значи малце смета што Охрид го препознава само, да речем, по охридската пастрмка. Охридската пастрмка е еден од најмаркантните видови кој што е ендемичен. Меѓутоа има уште 250 ендемични видови. Има фауна на дно, баш она која што не се гледа, која што е закопана во тињата или под камењата, таа е најповеќе оштетената во овој случај. Значи и фитопланктон, значи постојат кремени алги или диатомеи кои што живеат на камењата, под камењата, на трската, на некои други делови кои што се наоѓаат во самото крајбрежје од каде што е сега водата повлечена и тие се веќе мртви. Значи, може ли да ни се случи поради ваквата ситуација некои видови за секогаш да ги изгубиме? Па, да се надеваме дека нема да се случи тоа, меѓутоа ќе бидат нивните популации ќе бидат оштетени. Многу намалени. Ќе бидат намалени, оштетени и тоа што знаете што, тие се сепак организми и животни кои што имаат, да речем, има некаде околу 30 ендемични видови на полжеви кои што живеат до 1 метар се изминува до 1 метар длабочина во тињата, до 1 метар длабочина. Значи голем број од нив сега се останати на суво. Да. И тие не се организми кои што кога ќе снема водата и ќе го следат текот на намалување на нивото. Тие се такви седентарни организми, закопани во тињата и тука живеат. Или се на самата површина на дното, под камења, меѓу песок и други. Значи тука се, како што ги напомнам, и фитопланктон, значи диатомеите, потоа тука од фауната на дно се тука голем број на полжави, голем број на пијавици, на трепчести црви и на сите одие други организми по кои што Охридското езеро е познато. Охридското езеро е познато и како и по својата култура, по своите цркви. Мислам Охрид, не Охридското езеро, а езерото е познато по својата... Кој што се наоѓа по нивниот брег, да. Охрид и сите овие објекти не се случајно тука направени, тие се направени пред се ради езерото. Значи, ако проложиме натаму за штетите што ќе ги претрпи растителниот и животинскиот свет, значи доаѓаме и до групата на зоопланктон, која нема голем број на ендемични видови, меѓутоа оние организми кои што претрпуваат штети со ваквите драстични падови на водата се и од редот на зоопланктонските организми. Макрофитската вегетација, која што е
да речем као трската, како одредени други делови, исто така претрпуваат големи промени, тоа што голем дел од појасот на трска сега е веќе оставен на суво, а трската е таа кој што го дава животот на целото крајбрежје. Значи, колку тука трпи крапот, бидејќи знаеме дека тој живее тука во тој дел? моментов не. Во моментов не. Меѓутоа, сите оние промени што ќе се одразат на макрофитската вегетација, ќе се одразат покасно на самиот мрест на крапот. Значи, не може оние мрестови кои што места кај што се мрестил крапот да се ревитализира за месец два, тоа што еве за 2 месеци веќе доаѓаат мрестот на сите циприниди. Значи доаѓа тие сите мрестови ќе дојде период кога ќе се мрестат првите, да речем као клен, скобус и останатите риби ќе немат каде да ја положат својата игра, и тоа што оној песок, оние чакал кај што ги ја полагале својата игра, сега сега е веќе тиња, не е, значи тие полагаат некои делови од езерото веќе немат ни песок, него се излезени самата тиња, ве гледате и на самото пристаниште. Тука едно време доаѓаш и плашицата се мрестеше. А плашицата има ли опасност по неа, бидејќи во моментов во каналот има заробена, така да речеме во наводници, заробена одредена количина на плашица, која што искрено се плашам ако не престанеше празнењето на Охридското езеро, и тоа што се сепа каналот и езерото се сврзани садови. Како паѓа водата во езерото, така паѓа и во каналот. Во одреден момент јас пред секој ден всушност поминувам покрај каналот. Сега засека нема некоја алармантна состојба, меѓутоа мислам дека сепак е таму една голема густина, дека ништо чудно во наредниот период и да се случи, не дај Боже, значи поморна плашица. Као што беше пред 3-4 години, кога плашицата поради немање на кислород и голема густина, голема потрошувачка на кислород од неа, целата плашица отиде на вливот на студенчишкиот на почетокот на каналот, онаму кај што се влеваат водите од билјанин извори, кои што се зажали тие се сега во некоја си критична состојба, нема вода, веќе полека се намалува издаштоста. Така да, ако помини добро каналот, мислам, состојбата, ако успее да ја преброди оваа криза, таа плашица што се наоѓа као заробена, тоа што нивото вамо е на самиот премен меѓу каналот и спрут, што е доста ниско, крапот си влегува слободно, циркулира. Доаѓа тука, рече што температурата на езерото се уште е ладна. Плашицата не може да излези, заради тоа што водата во езеро е ладна, тука е колку толку е потопла, така да на сите организми ваквото намалување на нивото на езерото има негативно влијание или во моментов, или ќе се одрази во наредниот период. Исто така не би сакал да и тоа да биде, меѓутоа пошто инкубацијата на пастрмка, на икрата на пастрмка трае некаде околу 40 на дена. Нивото на езерото падна во овој период можеби за 30-40 сантиметри. Ништо чудно и она икра која што беше измрестена природно, зборувам за природен мрест, која што беше измрестена на некои такви плитки делови, каде што беа рашените во плитките делови на Охрид, ништо чудно да остане на суво и едноставно да биде изгубен. Значи тоа се тие опасности кои што вребат од вакви непромислени потези и на испуштање, на непланирано испуштање или на испуштање на водата под оној биолошки минимум. За овој законски не сакам ни да дискутирам. Мислам, тука мора да се преземат ригорозни мерки тоа да не се случува. Што можеме по тој план да направиме во иднина? Затоа што велам, еве, ни се случи некоја слична ситуација пред неколку години, еве, пак ни се случува и пак ќе ни се случи доколку не се преземат некои конкретни мерки. Не можеме да оставиме на свеста и совеста на некого, очигледно. И на вистина си играме со езерото. А еден ден тоа ќе ни врати со тоа што не би сакала ни да го изговорам тој збор, но може веќе на вистина да не е тоа што беше Охридското езеро со кое што сите се гордееме. Може многу да се направи. Може би се тие чекори кои би се презеде скапи, може да се болни, мислам за некого, меѓутоа за езерото би требало да бидат многу добри. Некаде 70-62 година, ако не се лажам, е вклучена реката Сатеска во Охридското езеро.
Тоа беше направено за да Охридското езеро се направи резервар или акумулација за дримските централи. Мислам, тоа е еден голем погрешен чекор кој што е направен во тоа време. После тоа, 74-та година се одржувал симпозиум и тоа се донела одлука или као поле за размислување за враќање на реката Сатеска во старото корито, ради тоа што се сватиле колка е голема штетата која што реката Сатеска му е прави на езерото. Значи во тој дел на езерото, во овие, барем јас колку што сум овдека во хидробиолошки завод, во овие 30 години дното, конфигурацијата на дното е комплетно сменато, уништено. Значи тој дел беше од подмолје, од реката Рибница па према Струга, беше место кај што се мрестеше една популација од пастрмка. Таму веќе нема мрестови на пастрмка, значи тоа е комплетно изгубено. И не само за пастрмката, и за растителен и друг животински свет. Вршене некои истражувања, таму го нема, воопшто ги нема оние видови за кои што биле карактеристични порано. Сега се некои видови кои што се среќаваат секаде низ светот. Значи еве години, децени, после тоа ги чувствуваме ние негативностите. Не, тоа ќе се чувствува и натаму, и тоа што некаде сретнав податок во притопење на снеговите во Дебрца, Сатеска внесува 100 кубици вода во секунда. Значи внесува во тие моменти таа внесува 100 тона сите нанос во текот на денот. Значи тоа се огромни. Замислете секој ден да влегуваат во езеро 10 камиони, 10 тонски камиони да влегуваат и да истурат тиња, нанос. Истовремено од езерото се извезува чиста, односно се и така и да речем, излегува чиста вода која што се користи за производство на електрична енергија. Како е тоа дозволиво на вистина? Значи, вода од прва категорија која што со една преработка може да се користи за пиење, ние ја употребуваме за вакви цели. Во градов, мислам, имаме делегација од езерото Бива, да, од Јапонија. Да, се сеќам и јас бев таму и тоа ме поттикнало да го... Од езерото Бива се некако 14 милиони луѓе се снабдуваат со вода за пиење. Или ја искористуваат вода, 14 милиони, значи тоа се 7 Македонии, или цел Балкан да искористува вода од Бива, а ние имаме вако прекрасен објект кој што има поголем дел од водата со прва категорија, значи со мала преработка вода за пиење, а ние испуштаме за производство на електрична енергија. Сега не знам што е поскапо, дали чиста вода, кој што купуваме вака, да речем, по 15 денари литар. Велат дека војните понатаму ќе се водат за вода, значи се предвидува дека се помалку ќе имаме водени ресурси. Ние наместо да си го заштитиме, ние водата ја употребуваме за она за што не би требало. Значи треба да ја преработиме и да ја употребуваме за пиење, а не за езерото да биде како користено како акумулација, тоа се ваши зборови. Па и да, тоа така и се користи всушност. Значи еден она што како да го спасиме езерото, значи еден од тие идни планови кои што треба државата да ги прави, значи подобро да изгради помалце некаков си капитален објект, отколку да направи да го врати реката Сатеска, да ја врати во старото корито, да се влива директно во Дрим. Тоа што вака, она што го рекол, не само тоа, значи за влијанието на Сатеска постојат или може да се направат цели студии. Влијае и на квалитетот на водата, влијае и на термичкиот капацитет на Охридското езеро. Значи сега при топење на снегови влегува вода која што со 4-5 степени температура, излегува вода која што со 10 степени. Значи тука одма има влијание во самата клима. Некои викат Струга е поладна. Може би за тоа е поладна во Струга. Значи за степен 2 во Струга климата е поладна, може би ради тоа што Сатеска се влива во тој дел на езерото и затоа влијае на самата температурата во градот и во околината. Втора работа која што можда најхитно треба да се направи, значи оној праг што не убедуваат, стално оделем не убедуваат дека е прагот преку кој што прелива Дрим, односно езерото и влегува во Дрим е на кота на кота 693,17. Се покажа дека всушност е на
да речем сега чак и можда и 693. Значи кога се спушти нивото на водата под 693,10 и падна уште 5-6 сантими, значи малце некој тука некого го обманува. Значи прво нешто што треба да се направи, тој зид или таа преграда да се додзида или да се стави уште 10 на 15 сантими, за да не може кога ќе дојде до 693, котата 693,17 тука да застане. Кого го лажеме? Всушност сами себе си се лажеме. Охридското езеро е едно богатство на сите нас. Значи, ако ние сами, македонците, правиме некои работи кои што може да го донесат во опасност, неговото постојање и постојањето на живиот свет, тоа значи сами против себе одиме. Сега, моје едно пак лично размислување, ова зима беше прилично ладна, студена и потрошувачката на електрична енергија беше многу поголема од можеби минатата зима, кога имавме повисоки температури на блага зима. И можеби и од тука доаѓа ова, значи зголемената потрошувачка и на вода за производство на електрична енергија. Но пак ќе речам, самите си одиме против себе. Подобро да увезевме струја, која и онака многу скапо ја плаќаме, отколку да го доведуваме во прашање езерото. Па да, најверојатно е ради тоа. Испуштањето е, предпоставам, ради тоа. Друга причина не гледам, ради тоа што во текот на баш на најголемата потрошувачка одредени термоелектрани не беа нити активирани, некои излегоа од систем, беа изфрлени поради одредени дефекти што се јавија, па се најде за добро да се искористува Охридското езеро да се произведува електрична енергија, мада мислам дека Шпилја и Глобочица многу малце произведуваат. Значи и тоа може и тој дел од недостатоците може да си ги реши државата со изградба на други хидроцентрали. На реката Црна требаше се 2 централи требаше се градат. Јас бев еден од учесниците во првата физибилити студија за влијание врз животната средина, Чеврен и Галиште. Тоа се големи хидроцентрали, тоа требаше да ја скротат реката Црна, која што прави огромни штети после по долното течение, своје долното, значи ќе се заштитеше и Пелагонија од поплави и сите и Прилепска и Битолска Пелагонија, ќе се заштите и ќе се произведуваше големо количество на електрична енергија. И ќе се развиваше и рибарство и ред други стопански гранки кои што може да се развиваат на вештачките акумулации. Ради тоа што сепак да не ги омалуважуваме, водите Црна си има како воден екосистем, си има своји мани и предности, меѓутоа далеко се под квалитетите и значајноста на Охридското езеро. Од себе ова што го разговараме вечерва, можам да донесам еден заклучок дека државата и нема некоја стратегија за заштита на Охридското езеро и за управување со истото. Некако работите како да ни се случуваат така ад хок. Па искрено бев изненаден што никој не реагираше за ваквата состојба. Значи од езерото, од Охридското езеро во Охрид живеат голем број на луѓе. Не слушав некаде некој да реагира јавно преку штампа, преку електронски медии. Кој би требало според вас кој е најповикан? Кој би требало да реагира? Не за најповикан. Значи од тоа езеро живеат голем број. Засегнати сме сите, ама кој е најповикан, која институција? Најзасегнати се, да речеме, хотелите. Ние повикуваме гости за сега за верскиот празник Богојавление, а езерото ни е празно. Значи тогаш беше, се извинувам, пред хотел Палас можеше пешки да се одише 10 на 15 метри. Исто онде каде што се обавуваше самиот чин и таму беше исто, езерото беше далеко повлечено. Значи хотели, станоиздавачи, таксисти што таксистите вика во некои разговори со нив вика не можеме да ги однесеме гостите да се качат во Чамецов или да слезат од Чамецов, мораме да им помагаме. И ред други луѓе, да речеме, кои што кафичите кои што се изградени покрај езерот, се поголем дел од нив веќе под нив нема ни вода, претпоставам, пошто јас имам се заречено, така да речем, да не влегувам во тие кафичи кои што имат платформи во вода. Така да не знам како изгледаат сега. Значи,
Можеше се ова да си помине и незабележано и никој ништо да не прореагира. Езерото да си биде такво какво што си е, ете со една водосостојба која што е под секој минимум, ние да си го гледаме, а ништо да не кажеме. Можеше и тоа да не се случи. Сепак не помина, сепак не помина. Се уште има, да речеме. Имаше доста медиуми, електронски медиуми. Меѓутоа, лошо е кога се само објавуваат слики, значи и со некој мал коментар, без некоја, како да речем, анализа на нештото. Значи, мада и самата фотографија кажува многу, меѓутоа, најверојатно треба на некои луѓе и со збор да им кажеш или со напишани реченици да ја сватат состојбата. Така. За некои не е нешто толку страшно, велат, па и други години езерото се намалувало во овој период. Имаме и такви коментари од тој тип. Зошто кревате толку прашина, езерото само си се регулира, после неколку месеци повторно ќе се врати во нормала и без при тоа да се гледа каква ќе биде штетата. Па да, еден податок само. Пред да се изгради на Дојран, пред да се изгради испусто што толку го критикувавме Џолај према Грција, изловот на краб бил некаде околу 75 тона годишно. 2-3 години после изградбата изловот паднал на 4 тона. Значи секоја вештачка творевина или вештачко регулирање се одразува на растителниот и животинскиот свет во езерото. Ништо не поминува непростено од природата. Природата секојаш памти, можда не во моментот нема да врати, меѓутоа секојаш го враќа ударот. Да речеме, или посипувањето со песок, можда не е во... Таа знае при голем бран езерото да го земе песок, што не е незин. И да направи штета на концесионерите на плажите. Така да... Рековме, сите се гордееме и сакаме да уживаме во убавините на езерото, но еве покажавме уште еднаш една крајна негрижа према него. И навистина е тоа точно дека природата памти и враќа се што е и добро и лошо. Сега еве дискутираме за некои работи кои што се последица на нешто што се случувало децении наназад. Не посакувам идните генерации исто да дискутираат на таа тема после нас. Ние сме тие што сега сме овде и кои што треба да го кренеме гласот, да го заштитиме езерото, да не дозволиме ова да ни се случува повеќе и да излекуваме поуки. Да. Вие сте секогаш гласноговорник, затоа впрочем и ве повикав како мој гостин и од стручен аспект, но и од тоа што секогаш зборувате она што е без некаков страф или некакви предрасуди дека ќе бидете погрешно толкувани или сватени, затоа што секогаш, како се вели вистината, има две страни, некој гледа бело, некој гледа црно, но кога е езерото во прашање, треба сите да бидеме единствени. Да. Ради тоа што малце можда ќе звучи вообичаено, меѓутоа езерото треба да се зачува за себе, за нашите деца, за децата на нашите деца и така во недоглед. Ради тоа што треба сепак да се однесуваме како нешто што е свето. Така. Значи тоа не е наше, туку сме го наследиле и треба да го предадеме на идните генерации. Ви благодарам уште еднаш. До некое наредно наше видување се надевам не на ваква тема. И ја се надевам. Благодарам за поканата. Благодарам и вас.